45 успешно реализирани проекти во 2016 година. Ова на денешната пресконференција го истакна градоначалникот на општина Македонски Брод Милосим Војнески, кој даде отчет за сработеното во 2016 година. Изграден е локалниот пат до село Могилец во должина од 3400 метри, а доизграден е и локалниот пат од село Слатино до село Крушје во должина од 1800 метри. Во урбаниот дел од општината, градоначалникот посочи дека асфалтирани се над 3000 метри на 15 улици, додека во моментална фаза на асфалтирање е улицата Димитар Влахов. Реконструирани се повеќе локални патишта, а во неколку села е изградена и фекална канализација. Градоначалникот во денешниот отчет посебно се осврна и на неколку поголеми инфраструктурни зафати. Во 2016 е изградено и тениско игралиште во градот Македонски Брод, поточно во основното училиште Свети Кирил и Методиј. Изградено е мултифункционално игралиште во село Самоков, кое се најдува во склопот на основното училиште во село Самоков. Извршено е уредување на споменикот на природата Белешничка река. Извршено е уредување на пештерата Голубарница во функција на развој на спелеолошки туризам. Извршено и уредување на излетничкото место, локалитет Пешна, која се најдува во близина на Македонски Брод, поточно во атарот на село Локвица. Извршена е модернизација на системот за улично осветлување не само во градот Македонски Брод, туку во сите 53 населени места со LED диоди и прва општина сме во Република Македонија која има поставено улично осветлување со LED диоди од америчко производство. Голем број на проекти се најавени за 2017 година, со кредитна линија преку Министерството за финансии, а во склоп на ИПА проектот за подобрување на општинските услуги ќе се изгради локален пат Р104 село Звечан и локален пат село Заград село Волче, потоа изградба на фекална канализација во селата Суводол и Девич, а најави и финална фаза од изградбата на зградата за 10 социјални станови. Како најголем проект оваа година, градоначалникот Војнески го посочи регионалниот пат од Македонски Брод до Скопје. Како прв проект сакам да го најавам изградбата на патот Македонски Брод Скопје, кој ќе почне со изградба на 1 март 2017 година, со што ќе се оствари мојата визија и визијата на моите сограѓани од Македонски Брод и граѓаните од наша општина и селјани кои живеат во Скопје, со што општина Македонски Брод ќе се приближи до главниот град Скопје само на 90 километри. Во неговиот мандат од 2013 до 2017 година успешно реализирани се 66 проекти, од кои бенефит имаат сите граѓани на општината Македонски Брод и околните населени места.